А зошто да не се земат студенти или млади професионалци, кои под надзор на искусни колеги би го зголемиле капацитетот на администрацијата во дирекцијата? Ова реторичко прашање е на Неда Малеска Сачмаровска од Центарот за управување со промени, невладина организација која делува во областа на јавната администрација. Вие навистина треба да инвестирате внатре човечки капитал за да можете да ги развиете и да ги подобрите капацитетите во долгорочни рамки, но има и уште еден важен момент, а тоа е денеска во сфера на дигитализација. Ние навистина има начин како да воспоставиме системи кои што ќе ви го олеснат водењето на евиденција на инвеститорите и нивните администрирањето на документите во однос на оправданите трошоци и на тој начин да поставите еден систем, а имате одговорност како функционер да поставите еден систем кој што ќе го наследат идните раководители и кој што ќе функционира низ годините, систем кој што ќе треба да обезбеди функционалност на оваа институција. Според Малеска, пример дека државните институции може и треба да градат капацитети е ИПА структурата која работи на фондовите кои Европската Унија ги доделува во различни области. Еве само за споредба, ако во однос на државната помош во изминатите 7 години се потрошиле 97,5 милиони евра, според наодите од извештајот Државниот завод за ревизија, од извештајот на Државниот завод за ревизија, во ИПА структурите се администрирале, се спровеле, се исплатиле околу 500 милиони евра во 7 години, околу 77 милиони евра годишно. Значи, ИПА структурите со интерен капацитет, со административни службеници со исти плати како овие во дирекцијата, успеваат да испорачаат и да ги реализираат договорите преку овој инструмент. Според Малеска, ангажирањето приватни фирми кои вршат суштински делови од работата на институциите може да биде само преодно, а не и трајно решение.